Гости на Канал 8, добродојдовте. Пандемијата на COVID-19 го откажа одржувањето на традиционалниот панаѓур во Кочани. За да се спречи ширењето на коронавирусот, локалната самоуправа донесе одлука годинава оваа манифестација да не се одржи и покрај неповолниот финансиски ефект за комуналното јавно предпријатие Водовод. Општина Кочани го откажа организирањето на традиционалниот панаѓур, што вообичаено секоја година се одржува во последната недела на октомври. Причина за ова е неповолната состојба со ширењето на коронавирусот во Кочанскиот регион, каде во последните 3 недели бројот на позитивни лица секојдневно се движи над 10. Манифестацијата, на која во текот на 3 дена од викендот, кога таа се одржува, на едно место собира поголема маса народ, што во вакви услови може да представува здравствен ризик, беше оценето на последната седница на Општинскиот кризен штаб. Токму затоа градоначалникот Никол Чуилиев предложи одржувањето на панаѓурот годинава да се откаже. Членовите на кризниот штаб јасно дадоа поддршка на мојата идеја да ова година, ова традиција за организирање на панаѓур ја прескочиме и да почекаме подобри времиња, бидејќи за пандемијата за која што говорев е помеѓу нас и таа е опасност и понатаму и организирањето на еден оваков настан може да направи додатни проблеми и сметам дека во овој момент е добро сите да ја сватиме сериозноста на проблемот и да не се организира, да не дозволиме организирање на панаѓур кој може да ни направи додатни проблеми. Откажувањето на панаѓурот ќе има негативен финансиски ефект за јавното комунално предпријатие Водовод, кое како носител на организацијските активности ќе остане без очекуваниот приход. Треба да бараме друго решение, меѓутоа спремни сме да бараме секакво решение и кога е во прашање финансискиот дел, се ќе направиме да го надоместиме, само да го сочуваме здравието на граѓаните на општина Кочани. Неодржувањето на панаѓурот покрај здравствениот ефект позитивно ќе се одрази и за жителите од населбата Текешински Лозја, односно на улиците кои што гравитираат кон локацијата. Годинава тие ќе немаат проблеми со сообраќајниот хаос и со купиштата ѓубре што останува во деновите додека трае манифестацијата. По исчекување од 2 децении, музичкото училиште Ристо Јоруков доби ново пијано. Набавено е со средства од буџетот на општина Кочани, со што се создадени услови за квалитетна настава на учениците, но и за концертни активности во Кочани. По многу нереализирани иницијативи, во период од 20 на години, Кочани доби ново полуконцертно пијано. Со средства од општинскиот буџет и по реализирана јавна набавка, пијаното од марката Рит Милер го прими основното музичко училиште Ристо Јоруков, кое годинава одбележува 64 години од своето постоење. Мојата гордост и радост денеска е голема, бидејќи после толку години успеавме да реализираме, односно да купиме едно пијано, полуконцертно пијано, кое што толку многу недостасувало на стручните луѓе, а секако недостасува и на граѓаните на општина Кочани. Со ова набавка очекувам дека ја исполнивме желбата на раководството на музичкото училиште, на лицата кои што имаат завршено овде, на лицата кои се стручни за ова работа и дека на вистина исполнивме една огромна желба на граѓаните на општина Кочани, со која што набавка ќе можат или се возможени услови за реализирање на концерти и за подигање на нивото на културата во целата општина Кочани. Новото полуконцертно пијано е со црна сјајна боја, 3 педали, чеканчиња со германско потекло и има гаранција од 5 години. Директорката на музичкото училиште Марија Лазарова ја изрази благодарноста од името на сите ученици и наставници. Вработените во локалната самоуправа Кочани има слух за уметноста, која треба и како да ја подигнеме веќе на уште повисоко ниво. Имаме ученици наши сегашни, имаме ученици бивши, кои се веќе познати музичари, кои концертираат како низ Републиката, така и пошироко. Меѓутоа, од овие училишни клупи ние немавме до сега можност да ги слушнеме, како ние вработените, така и пошироката јавност. Се надевам дека ова ќе биде голем подстрек за сите нас, за сите вработени, за сите сегашни и бивши ученици, да одиме напред со уште поголеми чекори кон уште поголеми успеси.
Јованка Милоевиќ, наставник во Основното музичко училиште Ристо Јуруков, е дел од тимот што пред 20 години за прв пат јавно ја изнесе потребата од полуконцертно пијано. Идејата се роди многу одамна, долг беше патот до нејзиното остварување, меѓутоа ние денеска сме сведоци на конечната реализација, односно набавката на концертното пијано, благодарение на локалната самоуправа и поддршката на градоначалникот господинот Николчо Илиев, кој навистина има разбирање за потребата и на наше огромно задоволство на вработените во училиштето, на учениците и на сите наши поранешни ученици кои денес се навистина врвни професионалци, ќе имаат можност на оваа сцена во градот да ги остварат своите уметнички идеи. Советничката за образование во општина Кочани Лилјана Арсова, како член на Советот на општината во 2014 година, институционално ја покрене идејата за набавка на полуконцертното пијано. Јас како советник тогаш на неколку пати апелирав дека пијаното е потреба која што треба да се обезбеди за музичкото училиште во Кочани. На неколку наврати се навраќав на тоа прашање и иницирав дека всушност пијаното треба да го обезбеди општината и ова се случи на задоволство на сите, како на членовите на советот кои што работеа на тоа, на родителите, на учениците и секако на институцијата музичко училиште. Пијаното е еден бенефит не само за училиштето, него и за целата општина, затоа што со тоа всушност се дава можност на нашите мали уметници, па секако и на некои кои што се веќе промовирани да можат да преокажат пред кочанската јавност што всушност знаат. За набавка на новиот музички инструмент, општина Кочани од сопствениот буџет намени 755.000 денари. Нов пот ќе добијат 16 училници во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Постојниот паркет ќе се замени со епоксиден слој, а реконструкцијата е со финансиска поддршка од УСАИД. 16 училници со вкупна површина од околу 900 квадратни метри во Основното училиште Свети Кирил и Методи ќе добијат нов самоливен епоксиден пот. За оваа намена се обезбедени 1.200.000 денари како грант од USAID. Реконструкцијата на 8 училници на приземјето и 8 на училишниот меѓукат е во рамки на компонентата 3 стимул за училиштата, реновирање преку проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, што го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Министерството за образование и наука и сите образовни институции. Основното училиште Свети Кирил и Методи е едно од 12 училишта во државата во кои ќе се имплементираат активности од оваа компонента. Партнер во текот на работата ќе биде тимот за реновирање во Кирил и Методи, кој одлучи да се реализира замена на подовите во училниците. Изведувач на работите е фирмата Агора Епоксид, која веќе е воведена во работните задачи и наскоро ќе го почне поставувањето на епоксидниот под. Обврска на Основното училиште Свети Кирил и Методи и на општина Кочани е со свој придонес да обезбедат нов под за уште 6 училници со вкупна површина од 400 метри квадратни. 7 години од постоењето на Amphenol Technology Македонија ќе бидат одбележани во месец октомври. Роденденот ќе биде прославен на поинаков начин од изминативе години, со донации и хуманитарни акции. Компанијата годината ќе заврши со раст од 8 до 10%, што за година во околности со COVID криза е одличен резултат, велат од Amphenol. За идната година се очекува дополнително зголемување како на производството, така и на бројот на вработени. На поинаков начин од претходните години, со донаторски и хуманитарни акции, компанијата Amphenol Technology Македонија ќе го одбележи својот 7-ми роден ден. Во 2013 октомври Amphenol започна со своите активности и производство и прерасна во еден од носечките стопански субјекти во регионот, со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Дел од средствата кои досега беа наменети за прослава на роденденот на компанијата
Оваа година, како општествено одговорна компанија, Амфенол ќе ги пренасочи во донација и помош на основните училишта со таблет компјутери и заштитни маски за медицинскиот персонал во општата болница во Окочани. Генерално ситуацијата во Амфенол е стабилизирана и нормализирана и компанијата повторно го стигна нивото како пред почетокот на кризата во поглед на бројот на вработени и обемот на производството. Годината очекуваме да завршиме со некој раст од 8 до 10%, што за една година во вакви околности е одличен резултат и мислам дека за наредниот период, посебно од 2021, очекуваме дека тој тренд ќе се зголеми и ќе продолжи. Проектите продолжуваат, мислам дека целокупното работење е во позитивна насока, грижата за вработените исто така продолжува. За сега ситуацијата е под контрола, секој се јавуваат по некои поединечни случаи, генерално немаме проблеми со здравјето и безбедноста на вработените и се надевам дека ќе продолжи така. Ukupниот број на вработени е на нивото пред ковид кризата, околу 1800 вработени се движи моментално и во тек се надворешни интервјуа со лица од надвор, бидејќи сите кои што биле ангажирани се ангажирани нормално и имаме надворешни лица, така да секојдневно се прават интервјуата, тој број ќе се зголемува и одиме према план, така да ќе го зголемиме бројот до крајот на годината сигурно за уште 100 луѓе. Последниот месец само имавме околу 100 нови вработени. Така да мислам дека одиме во насока во која што ја посакуваме и се надевам така и ќе остане. Валентина Андовска, ковид координатор, која што секојдневно ги следи сите ризични контакти, појави и помош која им е потребна на вработените, истакна дека состојбата околу ковид кризата во Амфенол засега е под контрола. Производните процеси непречено се одвиваат. Обезбедени се сите најсовремени услови за заштита на вработените. Поставени се термални камери на влезот и обезбедена е врвна заштита на сите вработени, кои исто така совесно ги почитуваат сите протоколи и мерки за заштита од COVID-19. Во смислена поддршка на нашите здравствени институции, Амфенол обезбеди 10.000 заштитни маски за болницата во Окочани, што се надеваме дека секако ќе биде од помош и од корист за справување со кризата. Не застануваме тука, поддршка обезбедивме и за образованието. Амфенол е во постапка на обезбедување 120 таблети за основните училишта во Окочани, кои што ќе бидат доделени на ученици кои што го заслужуваат тоа, а кои што не се во можност самите да си обезбедат, нели, вакви услови кои што сега ги бара онлайн наставата. Бевме во посета и на останатите основни и средни училишта, доделивме диспанзери за дезинфекција, средства за дезинфекција, подлоги, кои што исто така веруваме дека ќе најдат примена и ќе им бидат од корис во оваа ситуација во која што многу е битно, како што реков, да си помогнеме едни на други, да имаме верба едни во други, дека ќе дадеме сите се од себе, максимум што можеме, за да некако успешно го надминеме овој период. Постигнатите досегашни резултати покажуваат дека плановите за проширување се успешно реализирани досега, а се очекува и во иднина бројот на вработени да се зголемува во компанијата и да се проширува производната програма, поради што се очекува уште една успешна година. Се работи и во делот на грижата за вработените со зголемени примања, како и подобри услови за работа. Со доделување сликовници на децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова, библиотеката Искра се вклучува во одбележување на неделата на детето. Ја реализира програмата Книгата патува во домот на секое дете, од која ќе произлезе изложба на слики изработени од рацете на дечињата. Преку реализација на програмата Книгата патува во домот на секое дете, библиотеката Искра од Кочани ја одбележува неделата на детето, што секоја година се одбележува во првата недела од октомври. Учесници во програмата се децата од детската градинка Павлина Велјанова, а активностите околу одбележувањето на неделата стартуваа со доставување сликовници на децата од големите групи од градинката.
Цел на програмата е да се потикнат најмладите да ја развиваат љубовта кон читањето и кон книгите уште од најмлада возраст, тргнувајќи од бројните истражувања и сознанија дека читањето уште од најмлада возраст го развива когнитивниот, влијае на когнитивниот, емоционалниот развој, исто така ја потикнува фантазијата, љубопитноста кон околината кај најмладите, а исто така и влијае кон развој на креативноста. Денеска беа посетени сите 5 објекти на детската градинка, беа доставени сликовници кои што ги обезбеди библиотека Искра до секој учесник во програмата. Тоа се 80 деца кои што се дел од воспитно-образовниот процес на големите групи на градинката. Истите со радост ги прифатија, ќе ги носат во своите домови, ќе имаат можност заеднички да ги читаат со родителите, да разговараат за мотивите кои што се разработуваат во истите, како што се другарството, трудољубивоста, понатаму почитување на другиот и импресиите од истите ќе може да ги постават на цртеж, што ќе ја збогати библиотеката со изложбата која што ќе биде поставена. Истата програма се реализира со следење на мерките за заштита од COVID-19 и препораките на Меѓународната федерација на библиотечни организации. Преку одбележување на неделата на детето се афирмираат детските права, а се става акцент на правото на образование и правото на активна вклученост на најмалите во креирање на културниот живот во заедницата. Оркестарот на ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани на 9 септември ќе одржи целовечерен концерт со чалгискиот и традиционалниот оркестар во Свети Николе. Ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани ќе одржи концерт со чалгискиот и традиционалниот оркестар, заедно со Тијана Јаневска како вокал, представувајќи ја чалгиската и традиционална музика. Концертот ќе се одржи на 9 октомври, петок, во Домот на културата Крсте Мисирков во Свети Николе, со почеток во 19 часот. Станува збор за целовечерен концерт на кој ансамблот преку песни и музика ќе ја представи чалгиската и традиционалната музика. Ансамблот не застанува тука. Со свој настап на 8 октомври ќе учествува на фестивалот Инструментите на нашите предци во организација на ДКЦ Карпош Скопје, а на 10 октомври ќе земе учество во фестивалот Оро Весело во општина Радовиш. Иако станува збор за релативно млад ансамбл кој е формиран на почетокот на 2020 година, сепак членовите кои се 180 на број имаат учествувано на многу фестивали и манифестации во Републикава. Ансамблот Митко Алексов од Кочани се залага за едукација и зачувување на традиционалната игра и музика. Плановите за иднина се настапи и во странство, зависно од состојбата со COVID-19. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.